Две важни прашања. Тоа е темата за денеска, која што ја најавивме. И јас би рекол, ова се не само важни, туку може би најважните прашања во твојот живот, судбоносни прашања. Но пред да ги споделам прашањата кои што со нетрпение веројатно очекувате, ќе започнам со еден виц. Станува збор за некој човек кој што имал потреба од правен совет. И отишол кај некој адвокат кој што бил едно скапчија, второ бил човек со тврдо срце. И адвокатот веднаш му рекол: знаеш, јас можам да ти помогнам, ама за секое прашање наплаќам. Неговиот клиент му рекол: јас имам само две прашања, но може ли, бидејќи сум сиромав, барем првото прашање да биде бесплатно? Адвокатот без размислување одговорил: може, кажи сега кое ти е второто прашање. Еве, и ние денеска ќе споделиме две прашања и јас нема да ви наплаќам за овие две прашања и за нивните одговори. Но пред да ги слушнете прашањата, ајде малце да поразговараме за тоа навистина што се или кои прашања се важни во животот. Денеска може би за некого важно прашање е со кого ќе се оженам. Важно прашање може да биде за младо момче на кој факултет да се запишам. Може би во која земја да живеам. Важно прашање за многумина денеска е дали да останам во Македонија или да заминам некаде на друго место. Јас денеска би сакал да зборувам за прашања од кои што зависи целата ваша иднина или би рекол целата ваша вечност. Од овие две прашања зависи каде ќе ја поминеш вечност. И првото прашање, кое што сакам да го споделам со вас денеска е прашањето каде после смртта. Ова прашање се разбира, звучи морбидно, но е неопходно прашање. Иако многумина сакат да избегнат да разговараат за смртта, сепак таа ќе дојде, сакал ти или не. Имав пред година време една случка кога делевме христијански брошури на улица и една од брошурите кои што ја делевме носеше наслов "Што потоа?". Една жена поминувајќи покрај нас ја зеде брошурата и кога го прочита насловот не запраша: што е ова? Што значи ова "Што потоа"? И ние ја објаснивме: Господјо, што потоа зборува за тоа што после смртта. Кога жената го слушна ова нешто, рече: ау, не, фала, јас не планирам да умрам, еве ви ја брошурата. Јас на жената ја одговорив: Господјо, може би не планирате да умрете, но дури и да не планираме, еден ден смртта ќе дојде. Затоа, може би е подобро да бидете подготвени кога ќе дојде тој момент, отколку смртта да ве затече. Исус во Библијата зборува и за еден друг човек кој што не планираше да умре, како што оваа жена знаеше да каже. За овој човек Исус ни кажува дека нивата му беше родила многу. И тој, наместо да биде дарежлив и дел од своето богатство да сподели со сиромасите, тој рече: сега ќе си изградам поголеми амбари, ќе го наполнам целото жито во амбарите и ќе си речам на мојата душа: душо, јади, пи и уживај, зашто сега имаш за многу години. И Бог му рече: безумниче, уште вечерва ќе дојдам и ќе ти ја земам душата. И сето ова кому ќе му остане? Преку овој пример Исус сакаше да каже дека да не се надеваме или да не планираме дека ако имаме многу богатство или ако сме си обезбедиле финанси или куќа или имот или убава работа, дека тоа ни го гарантира животот. Ние не знаеме кога ќе се сретнеме со смртта, не знаеме кога таа ќе дојде. За некого од нас може да ќе биде после многу години, за некого од нас може би тоа ќе биде утре или уште денес. Но останува прашањето: дали си подготвен ако денеска треба да заминеш од овој свет? Луѓето прават планови за многу нешто. Дури и за еден обичен испит
студентите учат со недели. За едно обично патување во друга земја или летување ние планираме со недели на назад. Па сепак, зар не е неразумно да планираш за сите овие работи, а да не планираш каде ќе ја поминеш вечноста, да не планираш што ако заминам денеска од овој свет. Но факт е дека повеќето или не веруваат дека постои небо, дека постои вечност, или пак тие сметаат дека ако јас умрам денеска по автоматизам, ќе отидам во небото. Но што ни кажува Библијата по ова прашање? Во посланието до евреите, во 9 глава 27 стих, пишува: на луѓето им е определено да умрат еднаш, а потоа доаѓа суд. Библијата ни кажува дека не одиме по автоматизам сите во небото. Постои Божи суд и Бог ќе одлучи дали ќе отидеш во небото или пак можеби на друго место. Всушност, Словото Божјо ни кажува дека има две крајни дестинации и ти ќе завршиш на една од тие две места. Можеби не си сигурен дека постојат рај и пекло, дека постои небо и вечен оган. Но Библијата зборува за тоа многу јасно. Всушност, Исус зборуваше за небесното царство 192 пати, а за пеколот Исус, додека беше на земјата, запишано е дека дури 60 пати зборуваше. Исус отворено зборуваше и за небото, и за пеколот како за реални места. Тој опоменуваше да живееме живот со кој што нема да дозволиме еден ден да завршиме во пеколот. И ако Исус зборуваше отворено за овие места, како за реални, зар тоа не е доволно да те замисли, да се запрашаш: а што е со мене? Каде јас би завршил? Тоа е првото најважно прашање во твојот живот. Што ќе се случи со тебе? Каде ќе отидеш ако денеска треба да го напуштиш овој свет? Можеби, како и сите многу други, си уверен дека ќе отидеш во рајот, во небото. Ако е така, тоа не води до второто прашање. Второто прашање е: ако сметаш дека ќе влезеш во небото, зошто Бог би те пуштил во небото? На основа на што Бог би те пуштил? Што би бил твојот одговор? Може би ќе кажеш: па, затоа што сум добар човек. Или ќе кажеш: па, не сум ништо полош од другите, живеам живот како и сите други. Многумина ќе се повикаат на нивното членство во црквата или на нивната припадност, на нивната вера. Ќе кажат: па, знаеш, јас сум верник, крстен сум во црква, одам за празници на црква, палам свеќа, си имам своја слава дома, ја држиме. Некој ќе се повика дури и на добрите дела, ќе каже: знаеш, јас имам помагано на сиромаси, имам дадено толку и толку донација во црквата. Но вистината е дека ние никогаш и со ништо не можеме да го заслужиме влезот во небото. Слушнете повторно што ни кажува Светото Писмо. Во Римјаните, 3 глава, апостол Павле запишал: сите сгрешија и се лишија од славата Божија. Малку понатаму, тој исто така има запишано: нема никој праведен, ниту еден. Ова јасно ни кажува дека ниеден од нас не ја исполнил нормата, ниеден од нас не го исполнил Божиот стандард за да може да влезе во небото. Ниеден од нас не е доволно добар. Ние сме како во една јама од која што сами не можеме да излеземе. Потребно е некој од гора да ни пушти јаже или да ни подаде рака. Ние сме како некој кој што има огромен долг кој што сам не може да си го плати. Потребно е некој друг да плати наместо тебе. Во една прилика гледав еден краток филм кој што носеше наслов 6000 бодови за небото.
или 6000 поени. Во овој филм беше представен еден човек кој што умре и се најде пред небеските порти. И таму се појави еден ангел, службеник Божи, и тој му рече: за да те пуштам во небото треба да имаш 6000 поени. Колку поени имаш ти? Овој човек запраша: добро, како се добиват тие поени? Па рече: еве, кажи што си правил во твојот живот, да видиме колку поени си освоил. И човекот почна да набројува дека одел на црква, дека правил добри дела, донирал, како што и сите ние веројатно би ги наброиле тие работи, дека бил верен на својата сопруга, иако некои од тие работи се покажа дека не се баш точни. Но сите тие работи што тој ги наброја од целиот свој живот, на крајот му донесува само 10 поени, далеку од потребните 6000. Нормално 6000 овде беше фиктивна замислена бројка, но идејата на филмот беше дека колку и ние да се фалиме со нашите дела, тие се далеку од Божиот стандард. Ако треба ти да покажеш поени, колку поени би покажал за да влезеш во небото? Колку поени јас и ти би освоили? Но овде постои и радосна вест. Бог е милостив Бог. И затоа во посланието до Ефесјаните апостол Павле запишал вака: зашто по благодат сте спасени преку вера, и тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар. На едно друго место самиот Исус, зборувајќи за себе си, тој кажува: јас сум патот, вистината и животот. И без мене никој не може да дојде кај небесниот Тато. Од овие текстови или од оваа изјава на Исус можеме многу јасно да разбереме дека никој не може да влезе во небото доколку не го прифати Исус како свој Господ и Спасител. Нашето спасение е можно единствено преку делото на Исус Христос на крстот. Токму затоа ова второ прашање е многу важно. Зошто Бог би те пуштил да влезеш во небото? Не затоа што јас или ти сме доволно добри, не затоа што ние сме подобри од другите, не затоа што немаме нито еден грех, него затоа што Исус на крстот плати за мојот и за твојот грех. Тој ја плати казната, ја плати цената за ние да бидеме помилувани, за да можеме ние да влеземе во небото. Затоа еден од најпознатите стихови во Библијата вели: Бог толку ги засака луѓето во овој свет, што го даде својот единороден син, и секој што верува во него нема да погине, нема да заврши во пеколот, туку ќе има живот вечен. Ете, тоа е начинот како можеш да влезеш во небото. Единствена причина или единствен начин за да влезеш во небото е благодарение од тоа што Исус на крстот плати за твоите гревови. И ако поверуваш во Исус како твој Господ и Спасител, само тогаш можеш да имаш живот вечен. Само тогаш можеш да влезеш во небото. Значи, се што треба всушност да направиме е само да ја побараме Божјата милост. Тој веќе го обезбедил нашето спасение. Исус веќе плати на крстот за нас. Ние не можеме да го заработиме. Треба само да го побараме со вера. Треба да дојдеш и да му кажеш, да му признаеш дека ти самиот не заслужуваш спасение, затоа што јас и ти сме грешни. Треба да дојдеш и во молитва да кажеш дека ти веруваш во Исус Христос како твој Господ и Спасител и да го побараш спасението бесплатно. Ете, ова се двете најважни прашања. Првото прашање е: дали си сигурен ако денеска заминеш од овој свет, каде ќе одиш? А второто прашање е: на основа на што Бог би те пуштил? Зар не сакаш да имаш сигурноста дека кога еден ден ќе заминеш од овој свет, дека ќе бидеш во небото? Немој да се подпираш на твоето богатство, на твојот интелект, на твоето знаење, на твоите пријатели. Уште денеска побарај од Бог да ти ги прости гревовите и побарај го спасението кое што е бесплатно. Бог нека ве благослови да можете да ја направите вистинската одлука.